Уште малку, многу малку. Навистина, сите знаци се исполнети. Само уште еден. Уште еден знак на Христовото доаѓање. Ние кои сме во градовите, имав прилика во близината на Младеновац, минатата сабота бев таму и поздрави ви пренесувам од браќата и сестрите, од црквата во Младеновац. Се запознав со еден млад брачен пар, кои што се вратиле од Америка и отидовме да ги посетиме во една шума. Направена убава куќа со нивните две деца кои не одат на училиште. Мали деца не одат на училиште. Тие ги учат како родители за во одреден термин нивните деца припремени од родителите да се јават на испит, школски испит. Значи не посетуваат школска настава. Што мислите зошто? Ајде едно прашање. Кога или кој ќе биде знакот за напуштање на градовите? Кој ќе биде знакот за напуштање на големите градови, а и поголемите населби? Браво! Неделниот закон. Духот на пророштвото вели е исто како знакот кој што првите христијани го чекаа за да го напуштат Ерусалим. Тогаш центарот на светот, Ерусалим, кој што требаше да прерасне во престолнина на Божиото Слово, не е далеку времето. Затоа реков уште малку, многу малку. Кога како некогаш првите христијани, првите ученици, ќе бидеме принудени, не сакаш или не сакаш, ќе бидеме принудени да побараме за солниште во ненаселени, повлечени места, како шумата на братот Алберто. Не е италијанец, неговите родители се запознале во воз на времето кога се одеше за Италија. Па кога го добиле синот од нивната средба и земање, му го дале името Алберто. Инаку тоа е еден брат, а тие живеат вегански живот среде шума. И вели духот на пророштвото како што доаѓањето на римската војска под зидините на Ерусалим на јудејските христијани им било знак. Знак
Ние кои возиме автомобили, не можеме и не смееме да ги занемаруваме сообраќајните знаци. Не може, едноставно невозможно е да се вози, а да се игнорираат, да се занемаруваат или да се врти поглед од знаците. Таков знак на јудејските христијани им било, зашто Господ Исус им рече: кога ќе го видите Ерусалим опколен од војска, тоа беше римската војска, ќе ви биде знак да бегате. Неделниот закон е знакот за нас, кои живееме во градовите. Така издавањето на наредбата со која се наметнува папскиот ден за одмор. На нашата духовна патека, значи, ќе наидеме, ќе се соочиме, сакале нејчеле, со знакот неделен или National Sunday Law, бидејќи ќе потекне, како што вели во духот на пророштвото сестра Вајт, кога нашата нација дрско ќе си го присвои тоа право да прогласи неделен закон во Соединетите Американски држави. Нам, вели таа, ќе ни послужи како предупредување, warning, упозорење, предупредување. Тогаш ќе биде време да ги напуштиме големите градови, подготвувајќи се дури и помалите и од помалите да се повлечеме во осамени домови, во зафрлени места на планините, како брат Алберто, што веќе излегол. И сега прашање е дали пред време излегол? Што мислите? Да изгуби, нема да изгуби. А оној што ќе задоцни, тој може да изгуби. На крајот на краиштата зошто напуштање на градовите? Кој во историјата на Божиот народ мораше да напушти еден град? Содом, расипаниот град, требаше да се напушти. Што мислите? Колку мина од Скопје би требало да се спасат, напуштајќи го? Зашто во секој Содом има по некој Лот. Замислете се вие да сте Лот. А содомјаните, како што почнаа дрско, безобразно да чукаат, да навалуваат на неговата врата, нели се веќе и на нашата врата? Во книгата на пророк Езекија, 16 глава, Езекија 16 глава, 49 и 50 стих. Еве ова
такова беше беззаконието на сестрата твоја Содом. Во гордост, што би било еднакво на ароганција, содомјаните се арогантни, безобразни, дрски, луѓето од Содом. Во изобилство на леб, би се рекло прејадени. И во безгрижен мир, не им ја гаиле за ништо. Безгрижен мир беше таа, Содом и ќерките неизини, а не му помагаа на сиромавиот и на неволниот, или оној што беше во неволја, туку се однесува правејќи гадови пред мене, вели Господ. Затоа ги сотрев, кога ги видов. Содома, Гомора, два града врз кои падна оган. Сега ми е јасно, браќи и сестри, зошто, ако првобитно светот со вода беше потопен, во големиот сеопшт потоп, а апостол Петар вели земјата и делата што се на неа ќе изгорат со оган. Алузија на Содом и Гомор. Затоа ќе биде овој свет со оган изгорен. Значи, на нашиот животен пат, еве, вчера беше 56 години од катастрофалниот земјотрес на Скопје. Фала на Бога, еве, уште сме во неговиот дом. Зад молитвениот дом имало некоја зграда, која била до темел срушена, така ми кажуваа по старите браќи и сестри. За несреќа не треба многу време. За Господа трпението е ограничено. Да, Господ е долго трпелив, но неговото трпение е сепак ограничено. Го спомнавме Скопје, ние не знаеме зошто Господ дозволил во Скопје така да се случи. Знаеме зошто Лисабон 1755 година, 18 век, беше од цунами збришан за 6 минути. Значи, морето кое прво се повлекло, па потоа бран, како што само цунами може да донесе, го поплавил Лисабон и само го шмукнало во морето. За 6 минути 60.000 по проценка жители на Лисабон биле збришани. Знаеме зошто. Бил центар на папската инквизиција. Божјото трпение не е ограничено. И Хаг во Холандија бил центар на папска инквизиција. Значи, два европски центри во средниот век. Хаг,
меѓународниот суд на правдата, каде што се гледа кој суди. И ако некој, така ми рече, крстениот евреин, израелец, во Приштина, рече, ако некој дошол во Хаг, Ден Хаг, ништо не видел, ако не го посетил музејот на инквизицијата. Значи, тоа е прва атракција, да се видат справите за тортура, за мачење. Не знаеме што ќе биде и со Хаг. Не знаеме зашто Скопје го доживеа тој страшен земјотрес. Но ќе имаме прилика да дознаеме, ако му бидеме верни на Господа. Значи, бесконечниот Бог со непогрешлива точност и сега ја води книгата на пресметки со сите народи. Се додека неговата милост повикува на покаяние, оваа сметка ќе остане отворена, но кога бројките ќе достигнат одредена големина, тука е лимитот, до одредена големина која Бог ја утврдил, тогаш ќе почне да делува неговиот гнев. Тогаш ќе почне изливањето на 7 чаши на Божиот гнев. Неделниот закон. Бог води сметка за пресметка со народите и бројките од страната на нивните долгувања постојано растат, а кога ќе биде прогласен закон дека кршењето на првиот ден од седмицата мора да се спречува со казни, тогаш нивната чаша ќе се преполни. Бог води книга на пресметка со народите и кога во потполност ќе дојде времето на беззаконието, да ги достигне границите што му ги поставила Божјата милост, Божјото поднесување ќе престане. Кога натрупаните бројки во извештаите од небесните книги, значи Бог се не да ружити, jer šta čovek poseje, ono će i požneti. Значи, тие небесни книги верно бележат се, ќе означат дека се исполнила мерката на беззаконието, гневот ќе се излее. Чаре, излез, решение, еден пример на Енох. Извонреден пример што ни е даден. Енох пред потопот, значи пред потопна генерација. 300 години чекорел, одел со Бога. Заедно, со Бога заедно. Пред да отиде на небото. 300 години. Кога имал 300 години и кога Ное почнува да ја објавува веста за она време. Не била тогаш тројната ангелска вест, или посебно третата ангелска вест. Тоа е вест за ова време. А вест
za ona vreme, bideći sekoje vreme ima svoja vest od Boga, bila ušte 120 godini i Gospod je pušti potop. Sostojbata vo svetот тогаш, во времето на Енох, не била ништо по-подобна, поубава за усовршување на христијанскиот карактер отколку што е денес. Не можеме да му позавидиме на Енох. Се наоѓал на исто дередже. Во еден корумпиран, покварен, расипан свет. Со неморал нагласен. Исто како и во Содом. А како Енох чекорел со Бога? Значи, на 300 години нешто кај него е крунисано од она што го научил. Едноставно, Господ во дружењето да си го земе од земјата жив, како Илија. Жив. И го снема Енох. Сите прашуваат каде е Енох, каде е Енох. Енох си замина со Господ. Тој научил во мислите, во оваа светиња на светињите. Зашто во Колешино, кога имав еднаш евангелизација и насловот за таа вечер беше, не знам дали сум ви кажувал, која е вистинската црква. Знаете дека Колешино има повеќе деноминации. Повеќе. Како остаток од времето на мисионерката Мис Стон. Тоа е резултат. Тоа е протестантката Мис Стон која одела на тие места и верата, она вера протестантска, здрава, на почетокот се всадила во срцата на многумина. И Колешино е денес пример за добро соседство и меѓуверска толеранција. Но беше многу предизвикувачки насловот која е вистинската црква. И кога очекува, веројатно очекува да биде од амвонот велат или од проповедалната, да кажам да, тоа се адвентистите на седмиот ден, јас реков дека вистинската црква сте вие. Ти, јас. Зошто? Живи луѓе прават црква. Нема луѓе, нема црква. И бидејќи сме ние таа црква, живи, верници, значи, реков и предпладнето, дека главата, овие 4 прста, е седиштето на моралот. Како што во светињата на светињите беше ковчегот со 10 свети Божји заповеди, 2 камени плочи. Ама не обичен камен, сафирни камени плочи. Сини плочи. И нешто што е запишано во камен останува за вечност. До Божја интервенција се разбира. И кога реков вие сте црква,
Ili ovde je sedištето, каде што одлучуваме за нашиот морал, етика, се појдува од овде. Од светињата на светињите. Останатиот дел од телото е светињата. Вие сте свет народ. Значи, тој научил Енох во мислите или од светињата на светињите и срцето, кое што е центар на разумот, според Библијата. Срцето е разумот. Бубрезите се центар на емоциите. Затоа стресни ситуации најпрво се одразуваат на бубрезите. Тие емотивно страдаат. А срцето е центар на разумот. Мислите и срцето, чувај срце свое. Секогаш да се чувствува, тоа е тоа што тој го научил. Секогаш мислите и срцето да се чувствуваат дека се наоѓаат во Божја близина. Да нема девијации, скршнување, лево, десно. Оти светот е многу шарен. Да не речам циркус, привлечен. Значи, секогаш бил во Божја близина, а секогаш кога ќе се најдел во неволја, упатувал молитви кон Бога да го сочува. Тоа е тоа чекорење на Енох со Бога. Тој одбивал да го навреди Бога со било што. Господ постојано му бил во мислите и тој се молел: учи ме на своите патишта за да не ти грешам. Тоа е алузија на молитвата во псалмите Давидова. Да не ти грешам, Господе, со што сакаш да ти угодам? Со што можем да го прославам Твоето име, мој Господе? И така својот пат и однесувањето постојано ги усогласувал со Божите заповеди, негувајќи совршена доверба во својот небесен татко, подпирајќи се постојано на неговата помош. Не негувал своји мисли, ниту се поведувал по своја волја. Значи, комплетно се одрекол од себе. Ја исполнил првиот услов. Таа потполно, неговата или таа волја, потполно се губела во волјата на небесниот Отец. Ете, тоа бил Енох, драги браќи и сестри. Во ова време, кога пркос, ароганција, зашто прва асоциација на Содома, содомјаните, гоморјаните, е хомосексуалност, што Господ не го одобрува. Прва асоциација. А после е ароганција, прејаденост, презаситеност, безгрижност. И на крај да подсетам представниците на ЛГБТ, своето знаме, виножито, украдено знаме, значи, дури и со тоа се послужија, со кражба. Виножито беше знак Господов. Да, дзуница, виножито.
znak od Boga дека nема da ima poveće potop. I to je okolo Božijot prestol, tako je. A tije go stavija vo kapsula i mu go vratija na Gospoda vo kosmosot, veruvale ili ne. LGBT, kakov prkos, kakva odvratnost. Go lansira nivното zname vo ovije boji, vo kosmosot. Ne znam da li ste pročitali, jas pročitav. Enoh je ubav primer. Kako da bideme ili vonije koji živi će go dočekame Gospoda, a imame šansa, živeme pred Hristovo to neposredno dođanje, koga edni samo će se preobrazat. Ama najprvim će stanat pravednite verni. Vo voskresenije, vo prvo voskresenije. A potom nije živite, veli apostol Pavle, će bideme, će se pretvorime vo trepnuvanje na okoto. I će bideme zemeni na oblaci, na neboto. To je onoj ubav završetok. Ubav kraj što go posakuva sekoj. A toj kraj Gospod ni go garantira. Da ne bideme kako Lot, iako se izbavi, no sepak beše vinoven za smrta na negovata žena. Koga dojde zetovcite da gi pokani da begat od Sodom, što čitame? Nim im se stori deka toj Lot se šeguva. Verovatno pravil šegi. Verovatno životot mu bil mnogo vo šegi. Pomalku vistina. Ako ga nekoj pravi šega, ne može da bide svaten za seriozno. Nema šega so spasenijeto. Ili. Praviot, vedar, ispolneco radost, život, bezgrižnost, zdravje, mir, će bide tamo. Na novoto nebo i novata zemlja. A ovde sega tropat na našite vrati. Daj ni gi tije čoveci, tije luđe, koji što bi angeli. Angeli tebe i mene ne imat sočuvano i dovedeno ovde na vistinski otpad, na vistinski izvor na životot. Angelite koji se vo služba za naše to spasenije. Vreme je da privršime, neka mu bide na Gospoda slava, 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 po ime to Hristovo. Amin.